Добар ден, представници на сите представници до медиумите. Денешната тема на пресот е тема која што во изминатите 2 години постојано се врти преку нашите средства за информирање, значи преку пресконференциите, разни видови нюслетери и така натака, но меѓутоа и е тема која што недостигот на соодветниот стручен кадар и кадар потребен кој што треба да се доквалификува представува проблем кој континуирано се соочува стопанството во Република Македонија. Овие потреби Стопанската комора на Македонија ги утврди и претходните години со цел да дојде до сознание колкав е тој процент кој што е потребен на пред на производствените компании и утврдивме дека пазарот на трудот во Република Македонија е небалансиран. Пред се постои голем дел на неквалификувани кадри во делот со средно стручно образование, кои што зазимаат 85% од вкупната невработеност на Република Македонија, а 15% од невработеноста е кадарот со високо образование, магистратури и докторати. Тие бројки говорат дека од година во година бројот на невработените лица кои што се високо образовани, невработени лица со магистратури и докторати, е континуирано во пораст. Она што му е потребно на стопанството во овој момент, пред се на странските инвеститори, на производствените капацитети, е кадар кој што е средно стручно квалификуван. И од тие причини сакаме да информираме јавноста дека Стопанската комора во изминатите 2 години голем дел од своите активности ги насочи како социјален партнер во делот на образованието кон создавање и верификување на неколку програми кои што водат до преквалификација и доквалификација на кадар. Основавме бизнис центар за тренинг и обука во 2012 година. Тогаш тој броеше само 4 програми за преквалификација и доквалификација. Во овој момент бизнис центарот има верификувано 13 програми кои што водат до преквалификација и доквалификација. Сакаме да информираме јавноста дека сите овие програми кои што изработивме пред се најголемиот број во последнава година се програми кои што теоретскиот дел од наставата се одвива во Стопанската комора на Македонија, а практичниот дел од тие програми, кои е во траење најчесто во 3 месеци, се одвива во самите компании. Значи, правевме истражување, директни посети по компаниите и компаниите ја препознаа оваа активност наша и се решија да влезат како партнери при спроведувањето на овие обуки. Партнери во делот на обезбедување на ментори во делот на практичната настава, но меѓутоа оставена е можност, значи, покрај менторите за практична настава, дел од нивните ресурси, кои што се соодветно обучени, да се јават и во делот на обука на теоретската настава. Овој потек го превземавме, значи овој чекор, како социјален партнер го превземавме од причини што сметавме дека за 3 месеци Стопанската комора на Македонија ќе овозможи преку овие програми на најголемите работодавачи во Република Македонија на најбрз начин да го обезбедат својот потребен кадар. И на онаков начин како што да можност програмите да се изработат согласно нивните бари. Она што сакаме да го истакнеме во последнава година како социјален партнер и да го истакнеме како позитивна страна, што во последнава година се донесоа 86 стандарди на занимања кои што се неопходни да бидат донесени за да може да се изработи една програма за преквалификација и доквалификација. Тука релевантните државни институции ги насочија своите сили, особено Министерството за образование, Агенцијата за вработување, Центарот за средно стручно образование, кои што програми беа
верифицирани, утврдени, усвоени од страна на релевантните државни институции. Ние како институција ќе продолжиме, значи да ги мотивираме и иницираме, да го убрзаме процесот по подготовката или иницирањето на донесување на нови стандарди на занимања, затоа што сметаме дека 86 е добра бројка за една година, но меѓутоа оваа бројка и овој континуитет предлагаме да продолжи во иднина со таа динамика најмалку. Во делот на активните мерки кои што се превземени од страна на надлежните државни институции, посебно од Агенцијата за вработување на Република Македонија, во делот на веќе активниот оглас за вработување на невработените лица кои што се наоѓаат на листите, има активен оглас за 18 програми за преквалификација и доквалификација, за чијашто содржина на огласот, конкретните активности кои ги превзема Агенцијата за вработување во делот на овој оглас и други мерки и активности за создавање на потребниот кадар на стопанството, би му дала збор на господинот Владко Поповски, директор на Агенцијата за вработување на Република Македонија. Ние во последните неколку години заедно со Стопанската комора и сите работодавачи се трудиме што е можно повеќе нивните потреби кои што ги има за кадар кој што е обучен и спремен да ги прифати нивните предизвици, да направиме програми преку кои што ќе се обучат луѓето, бидејќи утврдивме дека многу малку од оние што завршуваат образование се соодветни на нивните потреби, бидејќи тоа е разлика во самата техника, во технологиите кои што ги користат и нормално начинот на работа. Во Република Македонија секоја година се прави едно истражување кој што работодавачите кажуваат што им треба наредните година до две, и ние врзто на тие истражувања заедно со комората ги правиме идните професии кои што ќе треба да се припремат луѓе кои што сакаат да работат. Оваа година имаме можност да обучиме некаде околу 500 луѓе, со тоа што првиот оглас, како што кажа Јанета, веќе е во тек и се завршуваат договорите, значи се случуваат договори, ќе се затвори. Вториот оглас ќе биде објавен некаде крајот на мај или почетокот на јуни, каде што ќе имаме уште за поголем дел на луѓе кои што се заинтересирани да може да се вклучат во овој проект. Инаку, самата обука е предвидено да биде насочена кон она што е вистински потребно на работодавачите. Значи не се учи ништо што е ван потреби. Значи нема теорија класична која што би рекла дека се припрема. Напротив, туку се учи теорија која што е стриктно наменета кон тоа занимање. Значи и самата пракса е утврдување на таа теорија што е научена. Овие обуки во Агенцијата за вработување постојат од 2007 година и ние секоја година во година го зголемуваме опсегот и бројот на луѓе кои што можеме да ги едуцираме. Нормално за сите оние што се заинтересирани за оваа обука имаат можност покрај тоа што ќе добијат бесплатна обука и бесплатен сертификат да добијат и надоместок на трошоци за одење на едукација. Значи на преквалификација и доквалификација тие 4 месеци, од кои 3 месеци или 2 месеци се теорија, а 1 или 2 месеци се практична обука. Во последните неколку месеци голем број на компании се одзва на нашиот повик и си ги регистрира својот начин на работа, значи својата обука и нивната потреба внатрешно. Така да се надевам дека во наредниот период компаниите кои што имаат потреба од работници кои што се соодветно припремени за нивниот процес на работа, ќе можат да го регистрираат својот начин на работа, односно обука и да добијат сертификат. Покрај тоа што ќе издаваат официјален документ кој што е одобрен од Министерството за образование, воедно ќе бидат и официјални провајдери, значи обучувачи за таква обука. Агенцијата за вработување, Министерството на социјална политика заедно со Министерството за образование и комората секогаш ќе се трудиме што е можно поквалитетни обуки да регистрираме, да имаме што е можно поквалитетни луѓе кои што ќе се едуцираат. Бидејќи ова е можеби краткорочен начин за решавање, но од ова се преточува и во самиот класичен образовен процес, каде што заедно со Министерството за образование полека некои од овие обуки ги преточуваме и во редовно образование. Со тоа што на подолг рок имаме и млади луѓе кои што ќе бидат конкретно едуцирани за одреден тип на вештини кои што ќе можат веднаш да бидат вработени по завршување на нивното образование. Јас ги поздравувам повеќето компании кои што почнаа да таргетираат уште во образовниот процес и да помагаат на училиштата да едуцираат кадар за нивните потреби. Веќе има неколку позитивни примери кои што за кратко време ќе ги објавиме, каде што компаниите кои што инвестираат во Република Македонија почнаа да инвестираат и во образованието,
односно да таргетираат одредени класови во средното образование техничко и за лица кои што по завршување на образованието би биле вработени во нивните капацитети. Инаку, овие обуки се многу клучни за спојување на она разлика што имаме од завршен образовен кадар до што се бара на пазарот на трудот. Ако ја споредите нашата статистика и статистиката на Заводот за статистика, ќе видите дека имаме во Република Македонија буквално структурна невработеност, кој што може да се спои, да се помине таа разлика само со едукација, преквалификација и доквалификација. И единствен начин во овој момент да се намали невработеност. Бидејќи колку и да ние носиме нови технологии, не ќе можеме да најдеме соодветен кадар ако оној што е моментално како невработен кадар се приклучи кон овие преквалификации и доквалификации и биде мотивиран да ги заврши успешно, со што на крајот ќе имале успехи во вработувањето. Благодарам. Последните 2 години што се спроведени обуките преку бизнис центарот за тренинг и обука кој е основана Стопанската комора на Македонија, дека од вкупниот број на учесници 33% од нив успеале да најдат вработување согласно преквалификацијата што ја извршиле со овие програми. Затоа, нашите следни иницијативи и активности ќе бидат насочени токму кон овој дел, затоа што утврдивме како бизнес заедница дека на овој начин, како што спомена директорот Владко Поповски, можеме навистина да придонесеме кон намалување на овој дисбаланс во невработеноста. Преку овој тип на обуки сакаме да ви информираме дека компаниите кои ќе се вклучат како провайдери би заштедиле и во делот на своите трошоци кои ги предвидуваат за преквалификација и доквалификација, посебно на странските инвеститори кои што тоа го прават надвор од државата во нивните матични компании. На овој начин трошоците во обуките за преквалификација и доквалификација би се свеле буквално на нула. Тоа е една информација која што сметам дека за вас медиумите ќе представува од особено значење. Тоа не значи дека високообразованиот кадар има потреба, би требало да се насочи кон тој дел. Сметаме дека бројката што ја споменав, дека од 85% од невработените лица што се наоѓаат под агенцијата се лица кои што се или неквалификувани, ниско квалификувани, лица со средно образование. Затоа насоките се насочени овие лица, бидејќи се неквалификувани, недоволно оформено средно образование, својот излез и можност за начин на пронаоѓање на соодветно вработување може да го најдат преку програмите за преквалификација и доквалификација. Оно што кадар спрема нашите анкети направени во изминатите периоди недостасува во Република Македонија е аргозаварувачите и сите типови заварувачи, потоа машинобраварите, ракувачи со дигалки, монтери, водоводжија, електричар. Во моментот за нивно допред некоја година дена не постоја ни донесени и усвоени стандарди за да може да се изработат соодветни програми. Затоа и напоменав дека во изминатиот период, последнава година дена, институциите на органите на државата работеа интензивно на донесување на 86 стандарди на занимање. Ја имаме соработката и во иднина и доколку се утврди некое ново занимање дефицитарно на пазарот, ќе продолжиме со нашите меѓусебни активности, соработката што ги имаме со државните институции, да ги сплотиме силите и заеднички, ако треба да се изработи соодветен стандард под иницијатива на бизнес заедницата во соработка со институциите на Во последните 20 години имавме замирање на техничкото образование, а зголемување на бројот на ученици во гимназиското, општествените и така натаму. Со тоа што предизвикавме со тој одлив од техничко во општествени науки недостаток на пазарот на трудот на образувани лица, значи остручено образувани лица. Со тоа што мислам дека треба да го подкренеме пред се моралот кај учениците дека овие професии кои што можеби налик се прљави професии, се професии во кои што нема да бидеш невработен. Затоа што секогаш ќе има работа за занајчиите, значи занетските професии, секогаш ќе има работа за техничките, нормално имаме потреба и од општествените, но
потребата кај техничките е некаде над 70% од сите објавени огласи во Република Македонија. Значи се бараат, како што кажа и директорката, се бараат, значи управувачи на кранови, се бараат гадежни работници, се бараат пекари, се бараат готвачи, значи буквално се она што е техника, значи од машинската, од гадежната, од која било индустрија има потреба од работници. Дури и оние инвеститори кои што допрева влегуваат во Република Македонија имаат потреба од технички кадар. Многу малку е потребата на оној општествен кадар кој што би работел, да кажеме, во планирање, логистика и така натаму. Конкретно, значи фали маркетингот. Значи затоа што имаме професии кои што се сега многу платени. Кранист нема под 600 евра нето плата. Нема. Управувач на тешки градежни машини 600 евра е минималната плата што се исплаќа. Да не ги набројувам другите, заварувачите земаат од 500 па до 1500 евра, зависно од квалитетот и кој сертификат го поседува за професионалност. Водоводжиите. Сите имаме потреба од водоводжија кој ќе го побарате, цените се астрономски за она што го наплаќа. Така да, се што е она што фали во Република Македонија е споредување на цената на платен час во техничките и општествените науки. И така ќе им дадеме на сите буквално насока дека ако се избере некој од овие професии, ќе биде платен и ќе има работно место. Тоа е она што фали овие 20-25 години, кој што се насочивме сите кон општествените науки, бидејќи таму имаше потреба, бидејќи во Република Македонија до крајот на 80-тите и почетокот на 90-тите место немаше во техничките училишта. Немаше место во техничките факултети, сега е обратно. Немаме место на општествените, додека техничките факултети од пред 2-3 години почнаа веќе да ги пополнуваат делумно капацитетите кои што ги поседуваат. Нормално, освен финки, каде што во овој момент е најинтересна како професија, значи IT инженери. Инаку, другите факултети мака мачат до обезбедување на соодветна квота на студенти кои што би се образували и подоцна биле на пазарот на трудот, значи многу брзо абсорбирани. Вториот дел кој што исто така е многу битен, практичната работа на овие ученици и на овие студенти. Бидејќи едно е да имаш студент кој што се паралелно имал и теорија и пракса, односно студент кој што има само теорија и го пуштаме на пазарот на трудот без ниту еден ден практична работа. Мислам дека во наредниот период многу ќе се посвети новаа тематика, значи практичната работа заедно со теоријата во училиштата и во факултетите. Затоа ние ги правивме овие краткорочни обуки за да го премостиме овој геп што го има меѓу понудата и побарувачката, за да понатака почнеме да произведуваме кадар кој што е директно од образовниот процес. Како што се работи секаде на запад.